Не бе! Не бе, Гечевски, не тоа бе! Ти си бе. Тоа! Тоа, Станко! Тоа е! Тоа е тоа! Браво! Тоа! Тоа е! Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд бе со луѓето од пепер мимо него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Емаш неделно на Алфа и ќе нема. Добре дојдовте во еден на еден, заедно со човекот што многу се нервира кога ќе снема тоалет хартија, Шарко Димитриевски. Ајде, имам тука нешто нечисто. Тоа е тоа, Пепер и најдобриот рок бенд мојот омилен со денеска Пајак е посебно среќен денеска, а тоа е бидејќи Вардар играше со Киелце пред некое време. Но и не само поради тоа, и поради утрешниот ден, тоа е голем празник, нормално утре кај да е, значи за некој си саат време, ќе викаме Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Халелуја! Пајаче, што правиш бе, Пајаче, како си? Да ти кажам, вчера ја делкав гитара. Од дрво. Нова ти е? Од дрво. Дрво си ја направил? Од сериозен сум. Од какво дрво? Од Еленово. Еленово дрво. Тоа е ретко дрво имам чуено. Еленово, да. Да, од кај го Лазе Еленовски го увезува? Да. Кој е тој? Тој што го увезува Еленовото дрво? Некој го увезува. Настина да не си? Сале пиев. До сега? Да, до сега. Цело буре сале попио. Ночас? Ночас, да, сам. И све, да ми моје синоч сам кафане. Да, како беше таа песна? Имаше една. Ај помогнете му на пара. Не, онаа што беше... Синоч сам? Не, што се повторува и трае 45 минути песната. Таа е. Тоа е од тие песната. Да. Па зошто не направиш наша верзија? Од Желко Бебе. Знаеш дека тапирот уствари е тој што е кралот на животните, а не е лавот. Сигурен си? 100%. Да го видат тоа на Google? Може, ајде нека го видат тапирот, а ве молам, сега да го видат. Значи молба од Пајак. Одиме на крупен кадар таму. Таму, Пајаче. Таму? Да. Тапирот. Значи да го видите тапирот на Google. Тапир откуцете на YouTube, Тапир не на Google. да пишат? Тапир баш македонски, Тапир. читај кој што Вук Караджич каже. Така. Тапир. Така е, браво. Уште да задзвонеше телефон, имаше да биде лошо. Да се јавеше некој во емисијава. Спасе, ти си? Во, Спасе, ти си? во, Спасе, ти си? жаре, Спасе, слушај, ми текна нешто. шо ти текна? Абе, ми текна за онаа работа. Со овој? Не, за оноа што зборевме. Да му се јавиш ти на него ипак. Ќе се јавам, ама Јави му се и кажи му дека оноа што го зборевме, окей е. да не сака. Нема не сака, рековме толку и тоа е. Ма он вчера јас се чув, он зборе ваму, наму, нешо, овој, оној. Ама да не зборил со овие. Со кој? Со овие што бевме онаму тогаш. Која бевме сите или само овие која не беа? Абе, сите која... Уствари не. Сами која бевме, ама кога дојда оние... Ние ве знаеш. Знам. За нив. Памтам. Па тоа, ако му збореле, може он да не сака. Иначе мора да сака. Ако не сака и не сака, Кажи му ако не сака, има кој сака, ама после тоа... така отворено ли да му кажам кој си? Отворено. И ќе му кажеш, ако не сака и него, и жена му, и све. Шо, ќе ги частиш ли? Да, ама не му кажува ти. Значи не му кажува ти така. Речи му, Жаре сака да те види за онаа работа, што му ја завршивте и кога ќе дојдат, ја ќе ги частам у кафана и готово, окей? Добро, ај, ќе се вртам, ајде. Ајде, Спасе, чао, Спасе. Еднаш кога бев у Грција, еден човек ми рече, песе, забереш фристайл. И решивме да го пробаме тоа.
Пише, имаш чај од камилица, добар е за стомачни болки, инфицирана кожа. И тоа не знам што ти кажа. Малце е знам. Свири ми, брате Жаране. Пи ме топол, тогаш многу работи можам да помогнам за болки стомачни и инфицирана кожа, чим си болен. И имаш текоби во стомакот, напи се една чаша вкусен чај, за да ти биде подобро и нема веќе да се тресе вилица. Душа ќе ти загрее прекрасниот чај од камилица. Читајте нашата 1.1 страница во Теа Модерна. Ако сте гладни, направете си ужина со ПКБ-ско, информирате се за дневните настани од Нова Македонија. Сега да ги најавам двајцата кои што се следни гости, како еден да се. Мада и тие може да се еден човек, кога ќе размислам. Да, тоа се најпознатото и најомиленото македонско кошаркарско дуо, дефинитивно. Тие се нашите кули близначки, Тоше Гечевски и Ѓорги Чековски. Пази да не се сопнеш, тоа да ме чујат после. Кај се. Држиме ово да не падне. Чекај да видам. Што сте убави, чекај. Ги, да, не се они толку. Чекај малку. Тоше Гечевски и Чековски. Ги, ајде момци, седите. Полека со двоседот, не е толку. Изгледа дека е квалитетен само. Не сум јас Сега не толку собирал килажа, бака, гледај бе. на таа страна повеќе. Добри сте. Чим Стоилов и Ванчо седеа, гајлеви. Па добре, они потешки се од нас. Нели? Вие двајца у пакет изгледа одите и клубовите која ги менјате, кои ве купуваат, еден човек преговара за двајцата или сами си преговарате? Ве заедно преговараме. Заедно преговарате. Ми мирисаше мене така. Дали е вистина дека Тоше се има и шишано за да личи повеќе на Станко? Не. Не. Тоа е Не, доста беше 15 години носев долга коса, доста беше. 15 И години. перо притисок ми правеше многу. Перо, а? Да. Па ондега нема коса. Па за тоа изгледа. Љубоморен бил. Ама и на тебе ти паѓа ако на мене, гледај на какви сме човече. Нема, делот, мислам, може би и за тоа се пострижи. Што викаш, да. А види го Ѓорги, како црнец е, куста, види го како. Ама добро, на Ѓорги му беле. Со бела коса. Не ти се познава толку, Па слушај. како не? тоа- Сега дека ностоп кратко се шишам, иначе да пуштам малце Што викаш? од жолта Тоа сме- бела ми е. Така, фаќа беличко. Кога сме кај косата на Тоше, таа е најлегендарната коса на македонската кошарка, нели? Па да. Така? Да, толку е До сега легендарна немаше што јас дома ја имам у рамен. Значи, ги знаете Хенсон групата? Оние бап тип тапа ду бап. Еве ги. Да. Не бе, тоа требаш да личи на рок н рол, не. Рок н рол, ако ова е рок н рол, јас сум Џими Фалон. Види. Супер беше шот. Сега чекај малце, убаво си кажа, доста беше 15 години. Туку што направи праменче некој за спомен си зачува, имаше Кај нешто? перо е, кај перо. Кај перо е. Кај перо е, Значи да. тоа е вистина. Да. Ама не е тоа праменче, ја го видов, тоа е коса. Целото репче е таму. Целото рече. Да. Значи, ова е вистина, жива вистина. Уште воа еден. Перо доаѓа во емисија и снимаме добро. Се Перо тогаш имаше многу беше кеф да го вози жолтиот Мустанг, тазе му беше. Тазе, да. И со Мустангот, он и тука цела телевизија се собира, го гледа. И Перо ми вика, ајде да го возиш. И ја му викам, не си ти нормален валјда. Не, века, ја не се враќам ако не возиш ти. Добро. Јас седнем, го возам Мустангот целиот таков укакан. И Перо вика, чекај да видиш што ќе извадам од футрола. Ја викам, ој пиштол ќе вади сега, нешто, кој знае што ќе прави. Што и личи на Перо, може и пиштол да извади, не дека не. Отвара футролата и вади коса. Ја викам, што е ова? На Тоше Гечевски косата. Викам, не ме зезам. И не му верував до овој момент. Не, ми правише притисок нон-стоп како треба да го сменам имиджот, како е Не време ти да го личи. сменам имиджот. И во случај да се пострижам, да му го дадам репот. Тоа било работа, да. Не се мислеше, значи, еве ти. Ево,
Да, го има со стегаш, со све. Само доста више, еве го. Да, нати. Кјути више не ми збори. Бере у некои работи доста е упорен. Така, зашо е највеќе? У све. Онако си науми нешто, така и на Илија Мерџановски, директорот на репрезентацијата, кога се квалификува За квалификација За брковите. квалификација. квалификација, да. за ова му ги избриши брковите на Колку средо. години бркови има? Епа, Цел не живот. знам тоа. Цел живот. Цел Он е живот. роден со брк, Да, да. а перо му го избричи. И тоа по втор пат му го избриши. Слушај, а вака што И човек кога ќе видиш после без брковите е многу смешен. нели? Да. А навикна ти. Навикна, го гледаш цел Ама живот. брзо се навикнуваш. Така и на тоа ще се навикнуваш, шо кој се сеќава дека И брка. не, кога ми сме стоат веќе бркови кај тоа, кога сме веќе кај тоа, зошто ова да не е твојот нов имидж? Ова не црн плат. Ама што да не? Жол. Слушај, ај ние да направиме сега една игра. Колку вие всушност се знаете заедно, ми треба слушалки ќе ми требаат. Само на Ај, кога да става. речки да не збори, ќе го разберам. Што музиче сакаш да ти пуштиме? Што ќе пуштиш нешто? Излечи од овде еден збор, не му го покажувам, ама пази да не се гледа вака тука. Епа, Вадар ти го... А, вака. Е, зирни, го виде? Да. Добро, чекај сега, стои така. Значи, кажи му го зборот. Компанија. Не. Романија. Ај уште еднаш. Романија. Романија. Браво, погоди. Компанија. Ова си близу си, ајде, близу си. Полека збори. Миризба. Миризма. Браво, старо, бе, Ја браво, местиш. Што мести тоа? Ја местиш. Ова нема да го Ајде, 4 години сме цело време. Го виде? Заедно, да. Не викај многу, овој слушај сега, ти знаеш што говори. Еј, Гледа, бе, гледа. Чекај да видам, бе. Абе, јака е тоа музика. Не бе, јако е да му... Хард диск. Ај. Хард диск. Кажи. Не. Хард. Хард Хард. диск. Хард лист. Диск. Хард диск. Хард лист. Па добро, близко бе. Абе, добро е, топ е. Чекај да видам. Немој сега да даде нешто безобразно. Не бе, не, нема ништо безобразно. Ова е да видиме. Го виде? Добро. Ајде. Може стискај Стискам, појако. стискам. Викаме ги топнеш глава. Минути. Би... Минути. Минути. Браво, бе, Чичко, бе, браво. Одличен си, Чичко, еј. Ајде да Не видиме. можете сите ги не ги да. Ајде. Документ. Ај уште еднаш. Документ. Браво, Види го, браво, бе, Станко, еј. Цар. Цар, цар. Американците да го WhatsApp да видим. Направи некој квиз да се пријавиме. И види ги. Ако има Па ваков 4 квиз, години, милионот ќе го земете. 10 ако месеца има. цело време заедно да си. Спиете заедно, тоа е Не, само не спиеме само трач заедно. или Не сме цимери. не сме Не, цимери. Добро. Многу хрчи на вечер и за тоа не сме цимери. Стварно, а? А сега имам 7 операции на носот, мислам треба да има малку разбирање за тоа. Кршене толку многу? 7 пати. Не, мислам една операција 7 пати ме е Ама и кршен. сега и му го поправјам. Сега му е поубав. Па ко? видија таа слика и видија сега. Он ме тера да ја покажам, значи. Зошто збориш така, само ме тераш да ја покажам, ама нема врска, баш ми убав нос. Не, бе, тука уште не ми е скршен. Ева, добро. Пред многу години. Како бе 7 пати? 7 пати ми е кршен. Све на надпревар или? Да, све. Малер е некако тоа. Тебе колку пати ти го кршеле носот? Па, не го скршиле, ама изместуване 3-4 пати. Тебе не Лево смеа, десно пошо. се Ќе им си влезеш шета. одма. Не баш. Не баш шо, сега тоа јавна тајна е дека ти имаш темперамент овако. Мада, скоро тоше со кожув надпреварот сега, лакт. Е, со Го видовте тоа, знаете? Со Куманово. Со Куманово, Со не со Куманово, кожув. да. Што се деси бе тоше таму? Значи иде нешто утакмица, бам, тоше мање лакт. Па сега ме удрија 3 пати пред тоа, му се извинив на Штериов, не сакав, не е спортски. И сега му се извинувам, меѓутоа се споја жичките. Ама за волја на вистината претходно значи те тепале.
Па 3 пати ме удрија. Нападот, у истиот напад и Штериов ме удри. Па не може 3 пати. Еднаш, Мора два да си пати. вратиш. Третиот пат ти имаш. Третиот пат ти имаш, ти најдобро знаеш, ти си Не, имал не тепачки. беше спортски, пак се извинувам, меѓутоа ете, таква беше Ма ти бе цела моменталната кариера реакција. не си правил глупости. Овој 100 тепачки има у кариера. Не, Како не? У Бугарија, ваму, таму. Со Марко Пеј до, се степа. до 10 тука, Толку се. до тука број. Толку се. Која ти била најжестока? Кај беше тоа сите кога се испотепаа со публики, со Во чудо? МЗ првата година кога дојавме. Кога заедно бевте? Да, Така? заедно. Да. Со екипата од Черкасе дојде тука, Добро. од Украина. А пред Черкаси настав- твоите? Ја пред тоа играв таму, да. И они дојдоа тука на пријателска, ама има еден американец што намерно на нашиот американец го удри со лакт. Нашиот, нивниот на Да, нашиот. да. Белецот Секој на си има по еден американец. Да. И Мојот тука после американец е нешто. љубиш. И тука после настана конфликтот меѓу ја и тој високиот. Нешто за борба за позиција, Му го кажа нешто на потегнат малку. украински? Не, кај на украински на американец, што разбира, тој само англиски кажи. Ја реков некој од тие Не, Черкаси не, едно не. друго. И тука стана не, за борба за позиција, ја го повлеков, малце падна доле, тога стрипа. Као што стрипа тука и навијачите на МЗ-те. И му ја скрши кичма. И опшхаус направи. Столе кога беше Стоилов пред некоја недела, кажа што ми го имаат кажано и други спортисти кога одат у странство, прво нешто што учат се пцовки. Тоа да. Да. Ти се сеќаш на некој украински? О, имам да. Кажи некоја украинска пцовка. Сука блед. Како е? Сука блед. Сука блед. Не кажуваме што е тоа. Пиздец. Пиздец. Па еве, ке ти дојде некој гостин од Вардар од тие русите, таму има И доста. што викаш? Па ништо тоа одма обавезно ти учат. Па ти кога ќе дојдат тука наши американци исто тоа ги учиш. Сука, блед, сожелай. Слушај, Литванија 2011. Тоа беше првенството на Македонија. Значи апла првенство на Македонија и четврто место и се прославивме цел свет, не дозна Фиби, Миви, нели кои се не таму зборуваа за бој, за компанија. Ама она што не се знае е дека вие 2011 го имате најлајка бос влезот во дискотека. Значи македонска репрезентација. Ај ја да не зборам ствари, кажи ти. Значи најголеми мангупи на свет. А види, тоаш кога го поминавме више вториот круг, кога требаше да идеме за Каунас, така? Каунас Добро. беше. За Каунас и вечерта, дека нонстоп у хотелот и ни се смачи од вечерата, цело време едно исто, пилешко, шпагети, Тоа тие се јадеше? работи. По цело време тоа ќе почневме да летаме уште На малку. пилешко и шпагети четврто место земавте. На тие работи, салат и тие. А замисли па друго да им дале. Да имаше печење, друго ќе беше. И бевме сместени 50 километра од градот. Добро. И сега за такси да викневме немаше такси. И случајно А вие пред 20 хотелот. души? Па не бевме сите цела репрезентација. Аха, Пред хотелот се мотавме, а шоферот што ни беше. Овие што искачаат по диска. Не, По ресторани. Браќата по Стојановски ресторани. останале дома сигурно. по ресторани, по ресторани. По ресторани, Да. по ресторани. И немаше такси и шоферот што ни беше на автобусот се моташе, имаше автобусот и едно комбе. Добро. Ама комбето го зема луѓето од федерацијата, отидоа на кај град и ние немаше како, а комбето беше за Комбето го земале за прислушкување може. може странските служби. И као што искачаме надвор и шоферот ни знаеш дека што ви треба да ме као викам немаме такси за Чекај, и автобус. шофер беше цело време? Цело со вас? време истиот Аха, шофер. аха. Дури човекот навиваше за нас кои игравме против Литванија, не гушкаше, се радуваше птен во автобус. И како искаче, вика, ја ќе ве возам, вика, со автобусот. А викаме, како се автобусот ќе опалиш, викам, за 7 души бе. Ами не, вика, чекајте, фатиш принт до автобусот, го пали, доаѓа пред рецепција тука, ние, ајде, вика, влегувам во автобусот. И од центарот идем у срета тие тесни улички, ние со автобусот сред центар, 7 души Македонија. Пишува Македонија на автобусот. Све и ние како сред застануваме у центарот, си гледаат автобусот Македонија и ние 7 души облечени се. Искачаме пред ова. Опа, цав, мангупски, знаеш што? Можело и полошо да биде, ништо чудо и Перо да го земел автобусот да вози. Може и Ништо таква идеја да не му дадовме иначе, може да му тргнеше таква идеја. 100%. Види, може Перо ги има автомобилите,
Ама Станко го има ставот. Значи не знам колку знаете, ако ја најдеме во монтажа ќе го ставиме тоа, ама Станко, што се смееш? Има позирано пред објективот на фамозниот Дејан Миличевиќ. Да, точно. И тоа не за, значи фала Богу, не за приватна употреба, значи не за така. Не, Него каде во Бугарија? Па во Бугарија беше за Левски за календар. За За календар. новогодишен календар. Ти кој месец беше? Па спрема овако декември мислам дека. Декември. Ау, дочекајте ја новата година со Станко. Декември или ноември, Гол? така нешто Како? беше. Не, гол не. Георги, со Џоше. Ѓорги. Ѓорги, да. Е, така. во Бугарија, у Левски е Ѓорџи. Значи Гошо, облек. Гошо бе. Гошо те вика? Гошо бугарите ме вика Гошо. Слушај, а надимци вака, Станко, од кај ти е тоа? Станко ми е од дете, од Што значи Станко? Од луди Станиша Станко. Боже, господе, среќа што не ти е надимак луди Станиша. Замисли сега ќе седиме туку луди Станиша, друго сакам, мртви озбил. Тоа те викаат некако тебе? Имаш Не, надимак? мене скратено ме викаа Геч у Хрватска. У Задар? Да, у Задар. Тодоре. Тодор ме правилното ми име ми е Тодор. Тоше ние си го вика. Така, Тодор. Сакам за Задар да те прашам. Колку време беше таму? 5 години. 5 години, ама таму онака буквално икона си им. Тоа беше период кога најубаво се заработуваше вака од кошарка? Па и јас да. Ти да, Мене така. лично таму ми се најдобрите договори. Имаше вистина едно време кога збореа дека не си се договорил зашто си барал многу пари, 350.000 евра те пишува тука нели тогаш по Ма, се медиуми. договорив после. После се договори за Да. тие пари? Не. Не? Не. А, симна, значи бе, Да. Хрвати едни. Таму сам. А имаш нешто таму као имот, мислам, у смисла нешто да те врзе да се вратиш пак или Не, немаш па имам нешто? и доста пријатели, имам и имот таму, имам стан, Браво Тоше. така Ало, да бе. имам и доста пријатели. Пријателите повеќе ме влечат да се вратам назад. Јасно. Што ти текна станов заради море, чудо, такви работи? Па имаше некоја опција преку клубот да добиеме стан Браво, место Тоше, браво. финансии, ми изгледаше како добра идеја. Алал, браво. Прифатив и мислам дека не сгрешив со тоа. Браво, секоја чест. Да не земеш некогаш. Еве со шоферот од Литванија, 7 души ќе се спакуваме и ќе идеме. Кажете ми како оди кога сме кај париве, како оди преговарање? Агент имате или немате? Па за тука за домашно првенство немаме, меѓу сами си преговараме, зашто сите се знаеме, мислам, не ти треба толку Да. агентот. Ама А на добро, вака да страна, речеме нешто кога е голем договор мора да се земе вајда, а? Јас имав долго време, работев со Капикјони, со Интерперформансис. И чека, колку земаат проценти агентите? Пример на договорено 100 10. денари, колку се нивни? 10 денари се ние. 10% Да. на се. целиот Да. договор, целата сума. Добро, они ти го спремат договорот, имат своји адвокати, знаат, Го куцаат. преговараат, на крајот ти не наоѓа, ако Јасно, имаш проблем јасно, со јасно. финансиите, постојано прават притисок на клубот ако има проблем. Не ти е вака тоше потешко у смисла например сега треба да се зезаш цело време со такви работи сам, ти касни со плата, ти треба да одиш. Ајде бе, шефе, што е работа? Не е малце подтовар? Потовар, ама 10% се 10%. Така е. Затоа ја ништо немам. Ние не ни зијаме парите. 10% е една плата фактички. Така. Ај сега минута, две спортски муавети да не ни замерат, нели? Ај малку за кошаркава. Кого ви било најтешко да чувате? Имате, не мора еден да е, нека биде два тројца некој. Не мора све заедно да одговарате. Не, не ми текнува се, има многу играчи, не ти е... Ти му се врти, може да кажам. Не. Има Кажи доста сега, играчи, не знам. Кажи сега, тоа ше ми било најтешко и да биде еуфорија. Мене ми беше доста тешко оној Скорцијанидис кога Црнет, кој грчкиот играев, црнец. да, кој играев за ПАОК, пошто многу разлика сме у килажа и у сила. Се бутка се прави. 150 кила или бутеги така лесно. Го викат Baby Shake, Baby така Shake. да... Игра се сигурно у едно- Макаби. Ќути што шек него вика, тогаш замислиш што ќе биде. А слушај, со овие NBA играчи кога игравте, на пример, ви имаше некој да ви остави впечаток, онака баш, не знам, браќава Гасол, NBA звезди да игравте Да, со да, полно да, такви. Имаше некој или нормални кошаркари? Ништо Не позитивно. знам, Наваро, например, ми остави печаток како не... И оној Марк Гасол мене ми остави. Исто Марк Марк Гасол Гасол, поише од по, а? Шпанија. Па добро, сега По-габаритен. по-габаритен, по-тежок за чување, по-крупен. Добро, ама не шутира тројки као вас. Шутира.
Вие И сте он подобри. Ај, добро, сега ние. Тоа ќе биде подобар. Тоа ќе е подобар. Па не баш у последно време. А, не баш. Не баш у последно Е, време. па добро се, тоа е. Идат годините, бе, тоа што да правиме? Мислиш за пензија? Мислам, да. Мислиш сериозно? Мислам, значи, сериозно размислувам. Ќе го пуштиш, Станко? А? Ќе го пуштиш? Не, уште една година. Ќе му излечеш? Да. Па те вратија во репрезентација од пензија со слики. Така да мораш ти селфиња сега да правиш и ќе го вратиш. Нели? Антиш пушташе слики, те молим те, тоа ќе Може да молим. го Молим те, викне Дејан вратиш. Миличевиќ пак. Да, слики да го сликам. Да. Што би правил тоа што кога идеш у пензија? Лов, риболов? Што ќе се посветиш? Па најверојатно. Па, така. Хоби нешто, не знам. Не знам, може би останал у кошарката, не знам, меѓутоа сега овие превирањата некако не ми се допаѓаат, така Да. некако- Многу без везе. Добро, што ви е општо некое мислење за тоа? Сега ќе дојде Лечич, следен гостин ќе биде, со него баш на страна правевме приватно муавет и он е така, како да речем, малтене му е гадно више од толку многу и политики, и задни игри, и чуда. Има ли чаро од тоа бе да му се плукне? Може да се остави кошарка на кошарка или цело време ќе има све некои вакви сплетки? Па не знам сега, за сега не е кошарка на кошарка. Ќе видиме понатаму. А ги знаете, еве, да речеме, Даниел, нели, Пеце, си го знаете, и као, што се вика, и соиграч го у Да, репрезентација, па, тоа што јас играше колку и- време со него. и ја го Станко фатив играше, на крај. да. Го Заедно фати? игравме у Франција на Европското Франција, сите. европско, да. И Тоа со е. Дејан сме биле и цимери, што е Дејан Јовановски, Зарени бил и селектор ми бил и тренер у клубот. 7-8 години соработуваме со овој Сојуз, сега со Даниел, со Илија, со Лекич. И пример, еве, најконкретно, евентуално ако Пеце дојде, што е вашиот став за тоа? Ја немам таков став за едно или за друго, јас само кажав еднаш исто дека од кога дојдоа овие сегашното раководство, Така. дека федерацијата функционира на се подобро ниво и на се поквалитетно ниво. Добро, и ти си со години можеш и да Јас оцениш. само еден председател не сум фатил, тоа е Самаковски, тој што ја воведе во македонската кошарка во ФИБА, значи првиот, а од Така, Зорете така. Мелковски, од вториот до ден денеска сум бил со сите. И освен Орце Камчев, кога исто функционираше одлично Сојузот и Заре беше селектор, Сојузот моментално функционира најдобро. Како беше тоа? Зоре кога ќе фрлеше од Карпош, у центар кош даваше? Така беше, така беше. Ај сега да видиме друга една работа, да видиме колку добро вас ве знаат луѓето. Ај, кој сака да игра? Кој сака да игра? Ајде, дојди ти. Е, вака сега, твоето име? Владко. 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 Оп. Антонио. 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 И сега, еве што правиме. Значи, Тоше и Станко. Кој ќе биде поблиску добива награда. Колку е висок Тоше, колку е висок Станко? Што ти, како ти делува? Може прв? Може прв. Тоше 204, Станко Тоше 204, Станко 198. 198. Добро. Станко 202, Тоше Станко 207. Тоше 207. Чекај сега. Официјално 209. 209, добро, Тоше 209. Официјално 202. 202? Да. Ај, види го погоди бе и Владко. Ајде аплауз за Владко. Браво. Фала, ќе сепак добивате и двајцата добивате, а ова беше само мамка. Ајде и за вас не ве пуштаме со празни раце. Фала што дојдовте, ова е од моето милено ресторанче. Било ни Оро, беше што Влад не права поканите, тугови шпагети честно и пилешко. Вие сте на тоа навикнати. Така се растело, значи. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Сам. Или во друштво. Ова е вистинското пиво за уникатно уживање.
Сега знаеш дека овој даб е за тебе. Златен даб. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Тоа е тоа. 100% Gute Fruchte. Да. Чекај, странци идат. Guten Abend, wo ist Kameni Most? Ај, како не знаеш, пројдеш Министерство за култура, оттекјано е лево, стигаш оној кружен тек, Майкл Джексон, фашташ право, одма си таму, голем знак има, ти пишу, бум, Камени мост, на Турли, 100% ќе го најдеш. Шо? Не биди неточен. Пробај швајцарски точно, 100% сочно. Новиот Гуте Фрухте 100%. Одлично. Ми е вистинска чест да го најавам мојот следен гостин. Тој е најголемата наша кошаркарска легенда буквално. Значи, помладите може не знаат толку за него, ама постарите дефинитивно знаат. Тој е човек со многу рекорди, со многу специфичен темперамент на паркетот и најголемиот шоумен буквално на екс-ю кошарката Лазо Лечич. Како сте? Повелете, ајде, Лазо Лечич, сега актуелен повторно со филмов, со ќе бидеме светски прваци. Прваци, да. Така, Ние бевме, сега е филмот. Така, вие бевте, значи 1970. 70. Така, го гледавте ли? Го гледав, да. И како е сега вака чувството, прават филм во кој што си се гледате, некој друг ве игра. Како дое тоа? Кој ви се јави и ви рече, Лазо, сакаме да правиме филм и ќе ве игра некој лик? Па така пишуева, ја не бев многу тек. Рекоа дека ќе го прават тој филмот да остане во историја. А побара дозвола од вас? Па не побара, затоа и не земав пари. Па што да правам, тој режисерот си направи тим, го склопија филмот, мислам дека е во ред филмот. Така, Сашко добро ли ве глуми? Па сега малце е повисок од мене, тога ја бев исто висок. Со косата не се погодивме многу. Не е погодено, а? Не е погодено. Вие попуцвал бевте? Ја бев Том Джонс. Том Джонс! Вие на ваш надпревар се има случајно 2 топки да се во игра. Тоа случајно било или не било случајно? Не, тоа се деси во Грчка кој бев у Арис. Добро. Тој прочено Атали кој 10 години хараше ни се. Така, и таму... Лазар Лечич 157 надпревари има поставено рекорд без пораз поред, значи во Грчка лига. 157 надпревари. Има големи играчи кои сите си ја знаева цената и секој сакаше да даде што поише коч. Од таа страна у Патра, тој тимот, Аполон се викаше Патра, имаше еден американец, црнец тога, и тој малце беше шашавко, и тој бргаше кошо и овој Галис мојот брка кошо. Подава малце? Не. Не, сами игра. Таму кош, ваму кош, таму кош. 8 играчи идат лево, десно, на тајмот ми вика, кош вика, слушај, ми ја путуеме кој автобус празни, така навака, да се заслабне, нема проблеми, ја на еден напад им фрлам топка на овија, таму топка, 2 топки, судиите се чудат, запра дојдоа, вика шо напри, па викам, слушај, вака и вака, добијам критики, ај не се разигра децава малце и они. Така да и они да фатат топка. Ама сте биле вистински шоумени. Сега јас само ќе набројам некои работи. За Лазар Лечич има илјадници вакви приказки, али еве некој на брзинка. Например, можете ли кратко да ми кажете за... Јас само ќе кажам фластерот што сте го направиле работнички против Олимпија Љубљана. Да. Да ги упознавам младиве. Добро. Бев у Љубљана, 2 сезони, подпишав 10 години, тако беше договор, се враќам во работ и одам у Словенија да играм со Олимпија. Против старите? Против моите играчи тамошни. Так. Сега запмале да словенците да ме крадат со судиите, таа тврда утакмица беше дерби.
Едно време земав тајмаути на Митко Луковски, еден играч од тие двајца брача Луковски. Му викам, слушај, од таму, од која избацува топката, преси го судијата. Јакш, и они го пресуваат цело време, тој се крие лево, десно. Доваѓа кај мене, зима тајмаут, доваѓа кај мене, вика, Ласо, што ти побудалиле играчите малце? Што се залепиле за мене? Па ја викам, слушај, од тебе имам проблем. 6 играч се им, не гледаш, бие со 5 со 6. И така, ми опрости, не ми судеше ова, добро вика, избацуја топката, не прави глупости, сега да се срамиме. Друга работа. Радосављевич Драган, бев комшија едно време со него. Имам чуено приказна дека на лице место на утакмица на Драган некој од работнички му ги има избричено брковите. Инаку, значи има бркови, густи бркови. Зашто? Зашто добил лични грешки или што беше работата сега? Не, тоа игравме у купови у Француска со Аспо. Таа беше француска репрезентација и работнички полуфинале. Добро. Бевме гости таму. И ни правева глупости. Прашувава кој е Георгиевски, кој ни става лични. Так. И у некоја фаза на игра му суда четврти. У тоа време беше мода на американецот Шолен да го и привачат. Сите носеа такви бркови, сега не. Јасно, ко Марк Шпиц, кој као Марк Шпиц. Так. И ја ми текна, му викам на докторот, слушај, бричи му ги и смени ми го дресот. Четворката е дан на 14 на Радосављевич му давам, да. Драган и става на 30 коша и изгубивме, чекај, како беше, 15 разлика. У губење како он гужвите, јас земав тајмаут на минути и по тоа ми беше некој што се им правев. На минути и по земав и им викам на нашите слушајте, кој ќе заврши утакмицата, гледате, рипајте сите, радујте се. Значи, ако губи? Ако губи, да направам таму утисак, да знаат кај треба да дојдат. Заврши утакмицата, французите се грлат, ние рипаме, паѓаме доле, се чудат, овој доваѓа делегатот, абе вика, што стана со овие, гледате резултатот? Вие токму ли сте? Да, така ни вика, токму ли сте? А ја викам, кој ќе дојдете у Скопје, ќе видите кој е токму, ова е прво полувреме у Скопје и така ги избацивме у четвртфинале, им направивме чуда. Ги испративме до Тетово да идат, па се вратија тие срците. Па ова имаше... Па не сменивме тоа путот. Место у Скопје, у Тетово, па низ Водно да ги позаморите малку, а? Да, беше одговорен Пежо Лажетич, ги чекавме со букети, исто што ни правева, само по-мангупски малце. И така им... И покажавме на французите кај се они, кај сме ние македонците, баш поминавме. Така. Е сега модерно е, нормално се прават тајмаути, се прават разни анализи среди утакмица, ама порано, кога се правеле први преноси телевизиски, дури и тогаш имало со микрофони да доаѓаат со оние пецаљки за време на тајмаут. Да. Арно, ама па вие сте имале малку и незгодно искуство со тоа, они подкажувале тактиките на тој противничкиот тренер. Па тој што сними од озгоре слуша, му пребацува на противникот. Тоа се деси у Партизан, со Беков Београд. Работнички сојуз. Баш беше еден од легендите тренер Бора Станковиќ. Добро. И тоа му беше последна утакмица. И сега београđаните сакат да победат. Овдека ни не тепа 4 разлика, 4-60 и таму они идеа на прво место, има голема екипа. И ми пуштија такво... Микрофончето? Да. И јас им го земам микрофончето и им викам, дај да се јавиме, да се водевме 19 разлика, готова беше утакмицата, да се поздравиме, да ни прават јадење дома и... Вие жено прави манџа? Да, секој се јави и од тога се растури тоа. А престанаа да ставаат пецајки? Престанаа више у Југославија. Па добро ви текнал. Да. А кога сме спомнавте Партизан, што било со Партизан, уште една од вашите тие шоуменства да ги речеме, работнички им дошол на Партизан на гости со нивни дресови, со црно-бели дресови, како било тоа? Па да, ние имавме стално големо дерби измеѓу ја и Ранко Жеравица, нели, тренерот на 1970 Југославија. И стално
двобој имаше меѓу нас, ама и меѓу партизани и работнички. Партизани напред еднаш не намести да му се да испаднеме у почеток од лига и тоа му запамтивме. Ние и така се палевме додатни мотиви, да. И стално ги победувавме и тука и таму. Една година они треба да бидат у 5 сат тоа на телевизија шампионска титула да земат. Медалите ваму таму све извадија. Доздав тоа и такво правило беше. Да дојдеш со кој сакаш дресови, а домакинот да се прилагоди. И затоа им направивме така, што малце ги избацивме. Ова беше добро дерби. Ги натераве играчите. Уствари тој воча пута да иде да купи дресови црно-бели на Партизан. Како од Партизан? Као Партизан. Ние имаме 2 двометраша, тоа време они има 6. И сега ние први искачаме, аплауз, народ, вика Партизан. А мисла дека Партизан излегол? И кога гледам не може никој да закуца у косано, тоа кој не вида ќе не мава. Епеци. Значи уште еднаш потсетување, ќе бидеме светски прваци, веќе игра во кино Синеплекс, значи можете да го гледате, таму ќе го видите Сашко Коцев во улога на Лазар Лечич. Не како Том Џонс, но сепак за крај некои имиња на брзинка. Да ми кажете кратко какво е лично вашето искуство со нив? Некој од најдобрите кошаркари вака балкански што ги имало ова поднебје, на пример Дражен Петровиќ. Дражен Петровиќ беше една машина и кога го зема у Америка да не погинеше, ќе станеше сигурно еден од легендите на А го знаевте како млад? Мајка му го донесе, ја кој бев у Словенија да го видам, они се од Шибеник. Од мајка е Хрвата, од татко е Србин. Ја кога бев у Олимпија и тога бев звезда као тренер, да го видам, да кажам... За Дражен? Да. Она го донесе, го видов, а 13 години имаше тачно. Една гугура коса као мене, едно симпатично дете. Тој кој Том Џонс, Муња, Муња. Он го стануеше у 6 сат. Се чудам у 6 сат да стануе Славнич, се чудев и ја, ал го направи машина за кошеви. 6 да стане да вежба. Сега ќе ви кажам, кога подпишуваше Славнич да дојде у Шибеник, Шибеник близо Задар и Сплит, веројатно знаат. У средина е Шибеник. Добро. И он има една добра кошарка у едно време, едно 3-4 години. И го купуваат овојга Славнича и му даваат стан. Добро. И му вика тука градиме поред море, градиме стан, твојот на 4ти спрат ќе биде. А кога заврши сезоната, 3 спрата имаше куќата. 4ти не постави. Не виде че се не виде. Ајдучка работа туди што. Балканци? Балканска работа. Пеце наш беше како Дражен шутер? Пеце беше многу голем играч. Он освои 3 европски првенства со Југопластика. Со таа генерација Хрватија, Раџа, тие. Страшна генерација кој не можевме стално, кој ќе паднеме во финале. И ја имав, ама знаев дека југословенската кошарка не може да победи никој. И тие немаа странци. Да. Игра тие хрватите, тие спличани, Кукоч, Раџа, Пецепе, страшни играчи, Крстулович, Дуканет, ништо, страшни играчи. А зошто не отиде Пеце во NBA, пример? Мислевте дека е доволно добар да оди? Зашо не го направи тој чекор? Еве, Перо сега, да? Па добро го плаќаат Пеце. Немаше потреба, значи. Немаше потреба у тоа време да иде. Така. И не го направи тој потез и штета. Перо исто го знаете од работнички, дете на работнички. Прв пат кога го гледате Перо, си викате овој има потенцијал да биде голем. Не знам кај отиде. Прво отиде, мислам, АЕК беше. У АЕК, да, отиде у АЕК. Ама после Дуда Ивковиќ го зема у Олимпијакот, освои 2 и од тука му се отворија вратите. Со ова што направи Македонија 4-то место у Европа, тоа 4-то место у Европа у тоа време као пред 2-3 години кога беше, као да си светски првак. Една мала земја, таму беше Шпанија, Француска, Македонија и Русија. Тие сите имаат повеќе регистрирани играчи од колку ние што имаме народ, 2 милиона народ. Така да си ја знаеше работата.
Така. Доста мислеше, си направи добар аутопут и сега добро поминува. Мислам, ова сигурно ќе остане уште ова сезона. Си го направи аутопутот и си вози се. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. 100%. Тоа е тоа. 100% Гуте фрухте. Има и наследник се подготвува на Лечич фамилијата кошаркарска, бидејќи цела фамилија сте по кошарка една друга, ама посебно за кого збориме сега? Збориме за Андри Лечич, го зема моето презиме, така му рекле у Белград на студија, земи го на дедо ти. Ќе ти се најде. 15% да знаеш, за ќе бидеш. Не треба колку дедо ти, 15. И он се одлучи оваа година, го зема моето презиме, Андри Лечич, студира у Белград. Така. За тренери, мислам, го бива и ќе биде. Сега, ако сум жив, ќе го побуднам малце. Па добро сега, нормално. Еве вака од Good Nature чаеви за нели да си биде секој што треба со грлото. Еве од Орео Flat еден ваучер, има таму убав бифтек со врган јабар, тоа многу ми се допаѓа да се пробате. Значи Лазар Лечич, една екс кошаркарска легенда, мене ми е многу чест што дојдовте во емисија. Како поминавте на снимањето кај Жаре? Многу весело и многу убаво. Добро беше, малку беше топло, се потев малку, ама беше интересно, малку поинаков вид на емисија. До сега сум настапувал на поинакви. Малку трема, меѓутоа мислам дека се снајдов до крајот.